Овластувањето за започнување војна е едно од најкритичните овластувања доделени од Конгресот на САД. Конгресот додели овластување за употреба на воена сила за заливската војна во 1991 година и за инвазијата на Ирак во 2003 година. Децении подоцна, некои од тие овластувања можеби завршуваат. Американците се уморни од бескрајните војни на Блискиот Исток. Многу американци станаа полнолетни без да се сеќаваат на раните години од војната во Ирак. Секоја година што ги оставаме овие овластувања во книгите, уште една година кога идна администрација може да ги злоупотреби. Ова воено властување им даде на американските председатели право да спроведуваат воени операции без одобрение од Конгресот. Сенаторите со години се обидуваа да го укинат актот, тврдејќи дека е застарен. Во Ирак никогаш не беше најдено оружје за масовно уништување. Укинувањето на ова овластување за употреба на воена сила не значи дека САД стана пацифистичка нација. Тоа значи дека Соединетите држави ќе бидат уставна нација. Но некои републиканци во Сенатот тврдат дека укинувањето им остава на председателите малку опции брзо да одговорат на закани. Американците служат во Ирак и ние им должиме да се погрижиме да бидат заштитени од шиитските паравојски кои действуваат во Ирак според упаствата од Иран. Председателите кои со уставот на САД имаат статус на врховен командант, одамна преземаа воени действија без одобрение од Конгресот и често со мал отпор од Конгресот. Предложеното укинување на овој акт вклучува дополнителни заштитни мерки за спречување на злоупотреба на моќта и да се осигури председателот да може брзо да действува доколку американските сили се загрозени во странство. Добро ја знам заканата што Иран ја представува за нас и за нашите сојузници во регионот. Не можеме да бидеме наивни за нивните намери и треба да имаме политичка волја да одговориме како и кога сметаме дека е потребно. Укинувањето нема да има влијание врз нашата способност да ги браниме американските интереси против Иран. Сенаторите ќе дебатираат за ова прашање наредниве денови и се надеваат дека ќе го привлечат вниманието на американските гласачи. Мерката најверојатно ќе помине во Сенатот. Иако предлозите имаат двопартиска поддршка, сепак имаат и критичари. Двете страни во суштина тврдеа дека одобрението за употреба на воена сила од 11 септември нема никакви временски или географски ограничувања. Укинувањето на одобрението за војна во Ирак нема да стави крај на војните и нема да спаси животи. Укинувањето на овластувањата ќе треба да помине и во представничкиот дом на Конгресот на САД, каде мнозинството се републиканците, и за ова би можело да се расправа како дел од годишниот буџет за одбрана подоцна годинава.